Во периодот од 2005 до 2017 година, оваа локална самоуправа, во соработка со претходната влада, Министерството за образование и наука, амбасади, невладини организации како странство, така и од Република Македонија, приватни донатори, инвестираше во училишните објекти, односно во образованието, преку 12 милиони евра. Тука да напоменеме дека во 2005 година, кога ги примивме училишните објекти, истите беа во катастрофална состојба, објекти кои беа градени пред 50, 60, па дури 80 години, и во нив немаше буквално никакви поголеми инвестиции, уште од нивната изградба, значи со истите клупи и столчини уште од времето кога учеле родителите на учениците, и буквално со истиот училишен инвентар, со амортизирана надворешна и внатрешна столарија, санитарни јазли во катастрофална состојба, без спортски сали, спортски терени и без уредени училишни дворови. Сега слободно да можеме да кажеме дека состојбата е целосно променета, имаме модерни училишни објекти кои одговараат на потребите на нашите ученици, но постојано има простор за ново инвестирање и подобрување на условите, и ние и понатаму целосно ќе бидеме посветени на реализација на уште многу проекти во училиштата. Сега тука накратко би ги напомнал поголемите инвестиции кои што ги имаме во сите училишта во општина Прилеп. Инаку во општина Прилеп имаме 11 основни, заедно со се основното музичко училиште и 5 средни училишта. Од 2005 година до денес во основното училиште Страшо Пинџур од Мало Којнари, подрачните училишта во Кадино село и Големо Којнари инвестирани се околу 23 милиони денари и се реализирани следните поголеми проекти: промена на кровот, столаријата, реконструкција на подовите и целосна санација на санитарните јазли и спортската сала во Централното училиште во Мало Којнари, како и целосно асфалтирање на спортското игралиште во училишниот двор. Промена на кровот, столаријата, внатрешна санација на училниците, како и нови санитарни јазли во подрачното училиште во Големо Којнари, објект кој што е изграден во далечната 1926 година без никакви инвестиции до сега, како и отворење на детска градинка во истиот училишен објект. Исто така имаме промена на кровот, столаријата, нови санитарни јазли, целосна реконструкција на двете училници во подрачното училиште во населеното место Кадино село, како и целосно асфалтирање на спортското игралиште во училишниот двор. Во основното училиште Кирил и Методи од населеното место Канатларци и подрачните училишта кои што се во Рековци, Подмол и Бонче инвестирани се околу 19 милиони денари и реализирани се следните поголеми проекти: целосно реновирање на две училници, санитарните јазди, адаптација на простории за детска градинка во Централното училиште во Канатларци, како и целосно реновирање на опожарениот објект и набавка на нов инвентар. Потоа целосно се реконструира кровот, училниците, се промени столаријата, имаме нови подови и поплочување на ходниците и уредување на дворот во подрачното училиште во населеното место Подмол, реконструкција, доградба, промена на столарија, санирање на ѕидови и тавани, изградба на санитарни јазли и реконструкција и адаптација за водовод канализација во подрачното училиште во населеното место Рековци, и целосно се реконструира стариот училишен објект во населеното место Бонче, каде што повторно после долги години се отвори подрачно училиште до 5-то одделение. Во основното училиште Круме Волнаровски од населеното место Тополчани, кој што ги има подрачните училишта во Клепат, Чепигово, Алинци, Загорани, Старо Лагово, Ново Лагово, Беровци, Галичани, се инвестирани околу 32 милиони денари со реализација на следните поголеми проекти: промена на кровот, надворешна и внатрешна столарија, електрична инсталација и санација на ѕидовите и подовите во Централното училиште во Тополчани, како и целосна реконструкција на спортска сала, која што повеќе од 20, можеби 30 години беше во руинирана состојба. Имаме нови санитарни јазли и адаптација на дел од училиштето во детска градинка во училишниот објект. Имаме ново монтажно училиште во населеното место Чепигово, а исто така таму се уреди и училишниот двор и се санира и санитарните јазли и во стариот училишен објект. Уредување на училишниот двор во подрачното училиште во населеното место Клепач, нов детски парк и оградување на училиштето во населеното место Алинци, реконструкција на кровот и санитарните јазди во подрачното училиште во Загорани, промена на кровот, нова надворешна и внатрешна столарија, нови санитарни јазли и целосна санација на училниците во
подрачното училиште во Старо Лагово. Исто имаме целосна реконструкција на училишниот објект во Ново Лагово, значи нов покрив, санитари, санирање на училниците и уредување на училишниот двор. Потоа имаме ново монтажно училиште исто така во населеното место Беровци, а се санира целосно и стариот објект и веќе тука имаме отворање на детска градинка, а се уреди и училишниот двор. И ново монтажно училиште имаме во населеното место Галичани, исто така имаме и таму уредување на училишниот двор, а претходно целосно го реконструиравме и стариот објект. Значи ова се училиштата во населените места, нема училишен објект кој што во овие изминативе 12 години не беше целосно саниран. Кога сме кај училиштата, основните училишта во градот, значи поголеми инвестиции имаме во основното училиште Гоце Делчев, со подрачното училиште во населеното место Големо Радобил, каде што во ова училиште се инвестирани околу 44 милиони денари и тие се реализирани за реконструкција на двата училишни објекти. Капитален проект беше реализацијата на комплетното реновирање на училиштето, кој што се реализира во соработка со владата на Република Македонија и владата на Народна Република Кина, како и локалната самоуправа. Тогаш имаме промена на столарија, врати, прозорци, подови, нов инвентар, санација на кровната конструкција, проект кој што беше вреден преку 400.000 американски долари. Исто така се изврши целосна санација на централното грејање, се уреди скалишниот простор, се уреди и дел од училишниот двор. Имаме и целосна санација на спортската сала, изградба на ново тениско игралиште преку Агенцијата за млади и спорт, како и нова балон сала, а сега во тек е реконструкција и на спортското игралиште во дворот ново училиште. Се отвори дневен престој во училиштето и имаме промена на кровот, санација на фасадата и санитарните јазди во подрачното училиште во населеното место Големо Радобил. Во основното училиште Кочо Рацин со подрачното училиште во населбата Рит инвестирани се околу 22 милиони денари и се реализирани следните поголеми проекти. Целосна промена на дворешната и внатрешната столарија, санација на фасадата, санација на санитарните јазди во централното училиште, а додека имаме промена на кровот, нова надворешна и внатрешна столарија, целосна санација на таваните, зидовите и подовите, имаме ново централно грејање, нови санитарни јазди и комплетно партерно уредување на училишниот двор во подрачното училиште во населбата Рит, кое што беше без поголеми инвестиции од неговата изградба во 20-тите години на минатиот век. Во основното училиште Кире Гавриловски Јане инвестирани се околу 29 милиони денари и реализирани се следниве поголеми проекти. Мене и би рекол најдраг проект кој што се реализира, тоа беше единствено основно училиште кое што немаше централно грејање, значи имаме ново централно грејање, претходно имаме промена на кровот, комплетна надворешна и внатрешна столарија, нова фасада, санација на санитарните јазди, комплетна промена на подовите, санација на зидовите и таваните и уредување на училишниот двор, значи со отворање на летни училници, а во тек се градежните работи за целосна реконструкција на спортските терени во училишниот двор. Во основното училиште Добро Ивановски се реализира капитален проект, значи заедно со подрачното училиште во Лазо Филиповски Лавски, се реализира капитален проект изградба на нова модерна спортска сала со трибини, која што има вредност од околу 40 милиони денари. Исто така претходно таму имаме промена на кровот, нова фасада, промена на останатиот дел од старата надворешна столарија, целосно реновирање на училниците, значи санација на подови, зидови, тавани, санација на санитарните јазди, промена на внатрешната столарија, реконструкција на централното грејање. Исто така во училишниот двор се изгради ново игралиште со вештачка трева и партерно се уреди дворната површина, а во подрачното училиште се изврши санација на санитарните јазди. Во основното училиште Климент Охридски заедно со подрачното училиште во населеното место Мажучиште инвестирани се околу 33 милиони денари и реализирани се следните поголеми проекти. Значи промена на кровот, нова фасада, целосна промена на дворешната и внатрешната столарија, целосна реконструкција на училниците, значи санација на тавани, подови, зидови и целосна реконструкција имавне на спортската сала.
Потоа, промена на кровот, ново централно грејење за прв пат, нова фасада, санација на тавани, ѕидови и подови, промена на дворешна и внатрешна столарија, санација на санитарните јазди, отворање на сензорна соба за децата со посебни потреби во старата училишна зграда која што исто така е изградена во 1923 година без поголеми инвестиции до 2005 година. Потоа целосно партерно се уреди училишниот двор, а во тека е реконструкција на спортското игралиште, исто така и во училиште се отвори дневен престој за учениците, а додека во подрачното училиште во населеното место Мажучиште имаме промена на кров, нови санитарни јазли, промена на надворешна и внатрешна столарија, целосна санација на училницата и ходникот и нова електрична инсталација. Во основното училиште Рамполевката, со подрачното училиште во населеното место Селце, инвестирани се околу 51 милион денари. Исто така и тука реализиране голем број на поголеми проекти. Значи, она што го работевме во сите училишни објекти, она што ни беше и најбитно, нова надворешна и внатрешна столарија, нов кров, нова фасада, нова електрична инсталација, санација на централното грејење, санација на училниците, целосна санација на санитарните јазли и адаптација за отворање на детска градинка. Се изврши целосна реконструкција на спортската сала и партерно редување на училишниот двор. Не беше тука заборавено ни подрачното училиште во населеното место Селце, и таму целосно се реконструира објектот од кровот, училниците, ходникот, се промени столаријата, се изврши санација на санитарните јазли и партерно се уреди училишниот двор. Во завршна фаза е изградбата кога сме кај училиште на новото подрачно училиште кое што ќе се наоѓа во урбаната заедница Сточен пазар, кое што ќе биде до 5-то одделение, подрачно училиште на Рамполевката, каде што со повеќе од 10 милиони денари средства од локалната самоуправа ќе се овозможи на децата покрај од оваа населба Сточен пазар и од урбаната заедница Жабино Мало да учат во ова ново училиште. Во основното училиште Блаже Конески со подрачното училиште во Варош инвестирани се околу 38 милиони денари. Имаме реализација исто така на повеќе проекти. Пред се она што ни беше најбитно, нова котлара во училишниот објект, промена на надворешната и внатрешната столарија, се реконструира исто така санитарните јазли, целосна промена имаме на подовите во училниците, санација на подовите во ходниците, целосно градување на училиштето и целосно уредување на парковската површина и партерно уредување на влезот од училиштето. Во населеното Варош, училишен објект кој што исто така изграден во некаде во 1924 година, исто така ништо се немаше инвестирано до 2005 година, ново изминативе 12 години се реконструира покривот, нови санитари, имаме нова надворешна и внатрешна столарија, се реконструира подови, тавани, ѕидови, нова фасада, веќе партерно се уредува училишниот двор и имаме, што е многу битно, исто така ново централно грејење. И уште, кога сме кај основните училишта, го споменав на почетокот, тука е и основното музичко училиште Ордан Михајловски Оцка, каде што се инвестирани околу 17 милиони денари во целосна реконструкција на објектот, како што реконструираме во останатите училишни објекти, така и во овој објект, со нов покрив, фасада, санитари, столарија нова, скалишниот простор се уреди, потоа имаме нови бетонски плочи меѓу спратовите, ново централно грејење, санација на тавани, ѕидови, подови и уредување на училишниот двор, а исто така она што ни е многу битно за напредок, на самата настава во училиштето се набави нов концертен клавир во вредност од околу 1 милион 300 илјади денари. Накратко споменав само дел од она што е реализирано во основните училишта. Гледате кои беа приоритетите на локалната самоуправа, започнавме со реновирање, односно од кровот, а потоа со промена на дворешната и натрешната столарија, каде што имаме двојна придобивка, покрај тоа што имаме заштита на нашите ученици, исто така имаме и огромна заштеда во однос на средства, во однос на грејењето во текот на зимскиот период.